Доколку некој треба да прими сега вакцина против COVID, тие може да бидат администрирани и истовремено, само на различната рака, или во момент кога особата се чувствува или во општа добра здравствена состојба, може да прими едната или другата вакцина без постоење на некакво специфично временско растојание помеѓу двете вакцини. Нажалост, само по симптомите, бидејќи станува збор за неспецифични горно-респираторни симптоми со кои што обично почнува или и грипот или другите респираторни вируси, не мора да е инфлуенца, и во случајов и SARS-CoV-2, не можеме да знаеме, меѓутоа бидејќи живееме во услови на пандемија, секогаш е пожелно првин да се исклучи или потврди дали станува збор за COVID-19, односно треба особа која што има почетни симптоми сепак да направи тест со цел да се знае понатаму однесувањето во смисла на изолација, дали ќе треба да се случи или не. Мислам дека во не само последниве месеци, последнава година премногу информации излегува и постојано излегуваат за безбедноста и за користа која што ја имаме од вакцинацијата, и тоа се гледа од земјите кои што се многу понапред од нас со вакцинацијата. Секако апелите, бројките, реалноста се тоа што треба да ги убеди дека навистина и днината, односно на некоја крај на вакви некои рестриктивни мерки, би го виделе доколку имаме вакцинирано поголем процент од населението. За сега кај нас негдека околу 45% на целосно вакцинирано население, што не е некоја голема бројка, меѓутоа гледаме дека достигнува некое плато моментално. Следејќи ги групите на вакцинирани со различни типови на вакцини, гледаме дека веќе после 6-тиот месец има значајно опаѓање на таа вредност на концентрацијата, која што генерално корелира всушност колку пониска вредност, поголема е шансата повторно односно да биде инфицирана некоја особа, па токму и ради тоа во таа насока одат и препораките за аплицирање на третата доза, се со цел таа заштита да ја пролонгираме малце подолго, односно да бидеме заштитени. Како што ги гледаме бројките, треба да сме свесни дека иако околу 50% од населението е вакцинирано, сепак во бројот на заболени и во бројот на починати доминираат невакцинираните. И треба тоа да ни биде јасно или како мотив дека сепак вакцинацијата делува и мораме да размислуваме и општествено одговорно, не само лично, со цел да барем видиме некаков мал крај на оваа пандемија која што веќе долго трае.